програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание Јаде бурек на Сител 3 телевизија. Се извинувам поради малото задоснување, но грешката е потполно моја. Ги сносам сите материјални, правни, кривични, морални и етички одговорности поради тоа и ви се извинувам длабоко. Имено не може вечерва да не присуствувам на премиерата на новото продолжение на Марвеловата сага Guardians of the Galaxy или целата она околу Avengers и цела приказна. Приказната е така, не е нешто силна како прошлиот пат, но затоа филмот е 30.000 пати позабавен од претходниот. Хуморот и досетките и ефектите и така натаму. Прилично позитивно. Океј, се надевам дека вечерва повторно ќе земете учество како и секогаш во емисијата и ќе разговараме за повеќето работи кои не мачат или не мачат, за убави или неубави. Така што јас сум тука, вие сте таму, а секако кај ќе идеме ќе зависи од вас. Јас ќе се обидам да ви дадам само малку насоки за она што е актуелно и интересно. Печатените медиуми, фала му на Господ кој се уште ги има, а полека исчезнуваат, но мислам дека и натаму, колку и да сме фраери и шизици со хај-тек, мобилни, брз интернет, таблети, компјутери, многу кликови со многу лајкови, со кул реклами и со фантастични колумни. Не се, знам, се помалце се читаат книги, но зато има се поглупи и поглупи суштества. Но, не се, секогаш има спас човек да се најде себе си. Одиме со печатените медиуми и она што ни го донесуваат. Ќе ми дозволите првин да ви го презентирам новиот број на Премин, кој дојде вака со неколку додатоци. Премин е списание во кое јас на некој начин посредно учествувам во неговото креирање, инаку го креираат сестрите од манастирот Елеуса. Се работи за списание кое се занимава со духовни вредности, пресе православни, теми за кои кај многумина е нешто абстрактно, но во секој случај е нешто што е ретко. Направено е не само да биде како некој магазин прочитай го па фрли го, напротив, се чува како книже, како издание кое навистина и ќе краси нашата или вашата библиотека. Значи, теми од духовниот живот, еве, покрај владиката Наум и пастирско слово на отец Горан Стојчевски. Темата е за Свети Григори Палама. Смрт каде ти е осилото. Православна психотерапија, професор доктор Дмитрий Авдеев. Ово е па интересно. Ама, кој ќе разбере? Секако тука има и текст на мојот дајак пријател, близок Горан Трајковски, музичар, пар екселанс. Ретко објавува текстови, но кој ќе објави, тој навестина нешто изваредно. Секој е повикан да биде уметник. Океј, ова е Премен. Што се додатоците на Премен? Ова е молебен канон кон пресвета владичица наша Богородица во чести спомен на јавувањето на нејзината чудотворна икона наречена брзопослушничка. Знаете дека периодов многу народ се сјати во Струмица,
да се поклони, да се прекрсти и да побара спас и помош од Пресвета Богородица, па по тој повод и 50-тиот псалм. Леле, се наежив. Овој псалм е: помилуј ме, Боже, поради Твојата голема милост и заради Твојата добрина избриши ги беззаконијата мои. Најнапред изми ме од моето беззаконие, очисти ме од мојот грев, зашто беззаконието мое го знам и мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствен ти сгрешив и Тебе зло ти извршив, за да бидеш праведен кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мојата мајка, но Ти ја засака вистината во срцето и внатре во мене ми ја објави непознатата и тајната премудрост Твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел и од снег. Дај ми да чујам радост и веселба и ќе се зарадуваат коските мои ослабнати. Сврти го лицето свој од гревовите мои, избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето свој и светиот дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајќи ме и со својот моќен дух зацврсти ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, Боже на моето спасение и јазикот мој ќе се израдува на Твојата правда. Господи, отвори ја устата моја ќе објавува похвалбата Твоја. Оти да сакаше жртва ќе ти ја принесев, но се паленици не сакаш. Жртвата пред Бога е смирен дух, срце понижно и смирено. Ти, Боже, не отфрлаш. Господи, направи му добро на Сион, според благоволението свое воздигни ги зидовите Ерусалимски, тогаш ќе ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањата и жртвите се паленици, тогаш на Твојот олтар ќе принесуваат телци. Амин, слава Ти, Боже. Ова е еден прекрасен псалм. Малце го трокирав затоа што го знам на памет, но од еден друг молитвеник, овдека очигледно малце некој креативност и малце ги изменил некои работи, може би се подобрени, може би не, но знаете, во молитвата кога нешто ќе го прочиташ неколку илјадници или не знам колку пати, ти да, и кога ќе се измени некој збор доаѓа многу. Но добро, тоа се веќе други семантики. Океј, супер. И на крај десерт, ама во буквална смисла десерт. Нешто со што јас се раскарав. Се едно. Има луѓе многу паметни, смирени, кои сосема можат комотно да конзумираат. Јас изгледа дека мојата количина на сладки работи ја заврши во животот. Сега, само некој какао со стевија и тука се завршува целата приказна. Океј, рогач бомбици, 250 грама урми, 250 грама кокос, 100-200 грама ореви, овесни слеголки, рогач и 1-2 лажици мед, вода. Ем здраво, ем сладко. Баунти штангли, 500 грама кокос, млеко од кокос, индиски ореви, мед, чоколадо, коцка малини. Што ме гледаш бе ти со камерата? Што ме гледаш бе ти со камера? Не, страшна е сугестијата, нели? Додека ви зборам за овие убави работи, како ви доаѓа едно убаво чувство на дури мирисот на ванилата, на кокосот можете да го почувствувате ако сакате. Така, ај за да ве смирам сега, замислете вака. Како пресекувам еден лимон и вака лимонот и вака реакција, акција и реакција. Денеска го прозвав трендо на мојот профил и со право. Векам, спаваш ли мирно, Сашо Мацановски трендо. Пошто почнавме со јадење, ајде на сладко да ни тера муабетот, бидејќи после ќе ве вклучам, набрзо ќе ве вклучам и вас, па да видиме кај ќе ни иде муабетот. Но, јас сепак на убав вкус. Впрочем, знаете што? Господ ни се дава да го вкусиме, па и храната да ја вкусуваме како што го вкусуваме Господ.
малце со молитва, малце со повеќе со благодарност и вкусот просто експлодира. Абе, перверзни се овие работи што ги гледам, нели, кој ќе речат некој, Фејсбукот отуѓува, луѓето се оддалече, остај ти тоа. Да не беше, немаше ова да го видиме, да не беше интернетот. А што гледаме? Гледајте се. Тесто за пица се сецка на парчиња, се витка во топчиња, се става во вода со сода бикарбона да врие 20 до 30 секунди. Потоа овие сварени топчиња се ставаат во тава и се пече на 220 степени, а потоа се додава некој кримчиз, па тука павлаки, па лукче, па ова, па она и се прави ова кремче. Ова кремче се става тука во средината од полупразната погача, која е сега полуполна, полна и пол. Одозгоре уште малце чедар, некој кашкавал натопете, допечете го и И толку беше, заврши програмата. Ни вие можете да гледате, ни ја можам веќе да водам. Крај. Шо? Си одиме? Не? Добро. Владо, режија. Ова кланицава не работи, бар ладилников да го исклучиме. Мене ми е ладно, искрено да ти кажам, зимурличе сум. А и ти си во Шушкавец, знам. И јас сум зимурлија. Да ме видеше кога бев младжан ловац. Абе, надвор минус 20, ја вака засукани рукави. Вријам. Искачаш надвор, она дотера нешто доздола, носиш кошула некоја со вратоврска киде негде, и откопчан цел. Сега, уште со јорганче спијам. Да. И пуштам му 3 сабајле калориферот. Од 3 до 5, помалце. Ти не си, не сум. Да ме видите у сауна кој ќе влезам, ваков сум. 90, 100 степена, онака. Да. И дремка ме фаќа. Друже, у Скопје, која ќе фати 40, у Скопје нема фатено 40 степени, сигурно последниве 7-8 години. Немало 40 степени, ни на асфалт. Не, трасми. 38, 39, максимум што дошло. А максималната температура последниве 3 години во Скопје летно време е 36 степена. Но ја сум дете маđarmalsko и памтам 40 и кусур степени. Еднаш и на крв, знам и 52-30. Тоа беше топло. 52-54. Уживаат, ја ги гледам луѓе. Се крие, празни улици, шешко, клими, ово, она. Уживам. И не знам, ми годи, сакам и сонцето, и топлината ми е супер. Добро. Забавува биоритамот и метаболизмот после 30 година, дефинитивно. Тоа прај се ти мангот колку сакаш. Имаме една колешка, другарка ми Мирка, она незе, можеш да ја ставиш на Антарктика. Тама ние. А се качи 22 степена у градов, она веќе игра снег да падне. Мирка има колумна во Дневник под наслов Окупација. Well, дечки, welcome. Па сега, може најверојатно се чувствува како што нашите се чувствувале 41 година. И не е поразлично. Само поразлична е формата. Добро. Се надевам дека ослободителите на крајот кои ќе ослободуваат Македонија нема да фрлаат напалми, како што тоа некогаш го правеа. Еве ни го Дневник, насловна страна. Божидар Димитров, авторот на 10 лаги на македонизмот. Зоран Заев ја кажа вистината. Македонците и бугарите се ист народ. Па еве, да,
Очигледно дека идниот премиер на Република Македонија, кој наскоро тоа ќе биде, Зоран Заев, чија влада наскоро ќе биде избрана, изјави дека македонците и бугарите се един народ. Па ме интересира, бидејќи најверојатно дека во новото време не ќе можете дали ќе се согласите на такво нешто. Ви чисто како тема вашите размислувања сега со новите времиња, така, дали ќе се чувствувате повеќе како албанец, како бугарин, како грк, како србин, бидејќи најверојатно дека ако не можам да продолжам додека не го угаснеш климата, затоа што ми се активира синусот. Замолив. Ништо не го разбрав, ама добро. Фала ти во секој случај на комуникацијата. Зоран Заев ја кажа вистината, македонците и бугарите се ист народ. Мирка Велиновска, окупација. Белградски Блиц ексклузивно објави. Српската ВБА заплени илјадници пушки на пат кон Македонија. Заев вели, Македонија ќе гласа неутрално за членство на Косово во УНЕСКО. Значи, српските медиуми ја пренесуваат изјавата на Заев со наслов дека Македонија го промени своја ставка во врска со Косово и подсетуваат дека земјата на претходниот извршен совет на УНЕСКО во Париз. Европирократската дивоградба може да се легализира само со избори. Тоа е ставот за заедничка Македонија. Вештаците не гледаат умисла во убиството на малиот Алмир. И вториот судски вештак утврдил дека обвинетиот Бован Илич, 30 години, немал умисла, туку реагирал во афекти во страф од напаѓачите. Се комплетира коридорот 10. Наскоро ќе се вози по автопат до Грција. Делницата Демир Капија Смоквица е завршена. Бимбери Ќатварсан. Секоја чест на работниците и на сите оние што го направи ова. Супер. Со Франција ќе владее жена. Или јас, или Меркел. Мари Ле Пен на последното соочување со Макрон пред изборите. И така е. Дали ќе биде автентична некоја француска политичарка која исклучиво за Франција ќе се залага, или ќе биде политичар кој ќе биде раководен од Ангела Меркел, од Германија, која генерално она ја доведе во оваа ситуација Европа и Балканот. Во суштина. Секако и американците се тука. Чекај, не отворивме Мирка да видиме со низините ставови, вака неколку флоскули да извадеме од тоа. И одложен и подкуп. По кој знае кој пат и ОПСЕ се вклучи, затоа што не можел да биде на случајот, затоа што ОПСЕ го повикале Зоран Заев, така што, кој ќе се формира нова влада, која ќе се сменат сите судии, ќе се постават нови судии, сигурно тогаш без проблем ќе продолжи рочиштето. Атина алармира за големи албанските апетити. Кодзијас, поддржуваме унитарна Македонија. Што викаат у моје мало, која лажеш, кај гледаш. Око не им трепне. Српската ВБА заплени илјадници пушки на пат кон Македонија. Ова е голем удар за новата влада која треба да се формира. Ова е еден од нивните, предпоставувам, увози на работни средства кои треба да ја подобрат економската состојба во Македонија. Христијан Ѓорѓевски, македонски истражувач во Велика Британија. Со софтверот ќе знаеме дали сме под стрес или колку калории сме потрошиле. Истражувањата треба да помогнат луѓето да добијат сигнал дека им треба поголема физичка активност и да се бројат чекори и слично, вели годинашниот добитник на признанието најдобар млад научник. Види, дечки, супер ти е све ова, само ја користам вакво нешто. Не, како се, каде е тоа? Имам на телефонов. Имаше едно... колку чекори сум направил. Денеска 2142 чекори. Пардон, во последниве 3 часа. Тогаш го ставив на рака. Па така што ќе ми пресмета и колку имам и калории, што сум потрошил, каква ми е статистиката. Добро. Но ако има и нешто по-добро, веднаш би сакал да го инсталирам. Добро. Компаниите лани свртеле промет од над 18 милиарди евра, најмногу тие што продаваат храна. Се свртеле 18 милиарди евра за храна во Македонија. Па нели глад, нели беда,
нели јад, нели нема за јадење, нели народот умира за храна. Малце чудно, но добро. Нова Македонија. Каква помош од САД побара председателот на Македонија? Во декларацијата за стратегиско партнерство со САД се вели дека Соединетите Американски држави и Македонија ја потврдуваат својата поддршка и принципите на суверенитет и територијален интегритет на државите, на целите и принципите на подвелбата на Обединетите нации и на унитарна и мултиетничка Македонија во своите постојани граници. Дали токму овие одредби, унитарна и мултиетничка Македонија, а не федерална и биетничка држава, зашто постоја стравување поради албанската платформа, се клучниот мотив председателот Иванов да побара помош од Соединетите држави. Според познавачите на политичките состојби, без оглед на која форма и колку била помошта од странство за надминување на политичката криза, што меѓу другото ја побара председателот Иванов, сепак одржливите решенија треба да дојдат однатре. Луѓе мои, стварно сме во тешка криза. Океј, ВМРО-ДПМН победи на изборите, СДСМ направи мнозинство. Факти. Тоа се два факти. ВМРО-ДПМН победи, СДСМ направи мнозинство со албанските партии. Факти. Што значи никогаш веќе во иднината победник со победник не мора да коалицира, бидејќи дуи го прекрши тоа правило кој сами го поставија. Втора работа. Се во ова можеше, после тоа дојде нели она албанска платформа, кои сите овие халабуки што ни се прават и овие психози кои ги доживуваме, мислам дека и Груевски тоа го побара, дека ќе потпишам со две раци влада на Заев, само ако се откаже од тиранската платформа. За жал не се откажуваат. Ако сметате дека тиранската платформа е во ред, ја немам што да искоментирам. Ја само посочувам на она што има политичари, аналитичари, па и загрижени граѓани кои сметаат дека тоа е почеток на крајот на Република Македонија. Не знам, ништо не можам да се огледам. Брисел ја спушта топката по обвинувањата на Меј. Британската премиерка порача дека некои во Брисел упатуваат закани до Британија и дека Унијата е заострува позицијата кон земјата, обидувајќи се да влијае врз изборите. Ваквите тврдења наидоа на остри критики кај британските партии и медиуми кои сметаат дека обвинувањата се партиски игри на Меј за собирање политички поени во пресрет на предвремените избори. Вечер. Тајна акција на српското воено разузнавање. Запленет голем арсенал на оружје наменет за албанските структури во Македонија. Интересно ми е ова, само имаме една подпрашање. Зошто не дошло директно од Косово? Зошто не дошло директно од Албанија? Зошто морало да иде преку Србија? Не дека немало такво нешто, ама баш дали било наменето за Македонија. Но, во секој случај, ова покажува дека нешто лошо се спрема во регионот. Заев повторно имал закажано, одложено судењето за подкуп. Од вчера дел од цигарите поскапи за 5 до 10 денари. Малце! Сега колку ме мрзат. Бугарското собрание го избра Бојко Борисов за нов премиер. Џафери му прати писмо на Иванов и одлека кај Хани Могерини за натамошни упатства. Секако да му кажат што да работи и како да работи. Паметен си е човекот, не ќе работи сам, не го избрал македонски народ или држава, се го избраа странците и ќе си ги слуша. Алал да му е. Така наречениот председател на собранието, втор работен ден во Брисел. Џафери му прати писмо на Иванов и одлета кај Хани Могерини за натамошни упатства. Александар Вучич, српски премиер и новоизбран председател на Србија, вели: "Не сум водел никаква националистичка политика, туку напротив водев политика на мир и стабилност и таква политика ќе водам и во иднина. Мислам дека Заев за се што изговори многу повеќе зборуваше за себе отколку за мене." Заев повторно значи имал тоа го кажавме, медиумите под контрола на Сорос лажат за смена на Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМН со целосна поддршка од партијата. Информер вели: "Од Македонија прават шиптарија." Се извинувам, но таков е насловот. Терористите на ОВК Талат Џафери и Али Ахмети со својот пион Заев сакаат да предизвикаат војна. Тоа е на трета страна на вечер објавено официјално во Македонија. 66-ти ден. И на дошти на грмотевици. И до кога треба тука сме за Македонија, порача илјадниците граѓани. На собраните граѓани заедно во еден глас ја испеа химната и порача: "Да живее слободна, независна и суверена Македонија."
протест за поддршката на приведените за случувањата во парламентот. Охридски завод за кардиологија воведена нова процедура за третирање на стенози. Викендов седете си дома, се спрема невреме. No weather. Упс. Аха, не може. Сакаш? Па да си платиш. И после ќе вадат, Јанко, гледаш голи женски. Чекај да видам што вика Виктор Апостоловски. Да, Виктор Апостоловски вика, Јана, ја имам мојата поддршка, иако не сме заедно уште пријатели и така натаму. Годишнина од свадба. Тања и Новица прославија 14 години љубов и разбирање. Со часови Прлачев поради лепа брена, пишува Емина Јаховиќ. Сандо. Добро. Окей. What? О, Република. Што те волим, Република. Република вика, Македонија пред распад. Народот со избор меѓу партиите и државата. Венеса Меј доаѓа во Скопје. Ванеса Мае. Легитимирањето на државен удар е погубно за Македонија, пишува Ненад Мирчевски. Game over. Легитимирано е. Утре, кој сака. Дечки, излезете вие, соберете се и направите си, изберете си како ви е кеф. Значи, овие ВМРО-овциве све некои насилници убиваат, колаат, тепаат и така натаму. Или ова некои други се. Ја не извадив пиштол, ја не удрив никого. Така. Македонија земја на преседани, банди, не ганди, така. И така натаму, и така наваму. Ацо Станковски, така. Абе, Мирка ја подкачивме? Не, Страница 15. Така. Па, не памтите ни вие, нормално. Се загледавте таму во голата вистина. Во 2017 година окупатор е балистичкото друштво на СДС, УЧК, модерна варијанта на Ханџар дивизијата и соросоидите произведени со парите на САД и со парите на САД и на фашистот Сорос и државотворната. Од минатата недела окупаторската полиција ги лови, апси и суди македонските патриоти, пак со помош на домашните кодоши. Република Македонија веќе не е држава со функционални институции. Таа повеќе нема устав и закони. Нема шеф на држава, врховен командант, нема влада, нема собрание, нема уставен суд, нема полиција и армија, нема сојуз на борците, ниту пак некакви си ветерани. Нема државно знаме и химна, нема никакви си згради и фасади кои се само идентификуваат како државни и национални политички и културни субјекти. Ама во нив седат човеци кои се помалку од луѓе, се без достоинство, без идентитет, немаат кредибилитет и интегритет. Џабе ги товиме. Она што овој пат ќе биде прв пат изведено е што Штрпнатиот Заев прави се да биде запишан како човек што сака антифашистичка Македонија да биде запишана како предизвикувач на регионална војна со казна Советот на безбедност при Обединетите нации експресно да биде осуден и линчуван. Од овие факти произлегува и одбранбената агенда на македонските патриоти, стратегијата и тактиката, организацијата на НОБ, хиерархијата, целите и политиките. Оваа агенда, како што веќе реков, ќе мора да се одработува ентузијастички, посветено и решително, со стегнати заби и голема свест и самосвест и во длабока и легала. Ова е колумната на Мирка Велиновска. Ова се дел од медиумите, вестниците што ни донесуваат. Секако видовме една пита како се прави. Можеме и да видиме бричење на сува, ако сте расположени, како тоа би изгледало, но да ве забавувам. Видете, јас знам дека сте љубители, спремајте реклами, а јас знам дека сте вие љубители на оние сапуници, серии и така натаму.
За жал, одамна нема во Македонија индиски серии кои се навистина вистински ремек дела. Овие турскиве се многу издржани, драматуршки, јасни, логични и така натаму. Ова ремек дело, вистинско за Оскар, кој ќе ви го прекаже, ова е нешто неповторливо. Девојката стои со дечкото, а љубоморниот со снајпер сака да го утепа. У моментот кога треба да му свирне куршум у чело, он се наведнува, овој пука и си убива саканата. Во истиот момент цела фамилија, сите роднини од цела Индија и пацифистичкиот и индискиот басен се сијатуваат околу незе, а она со куршум во чело умира и му пружа љубов. И тоа трае со часови. Абе, не сте виделе вакво нешто. Што знаете вие, што сте виделе убаво? И ја будала идам на Guardians of the Galaxy, се смеам на FX3X, какви ефекти направила. Добро беше. Туку, да ги видиме вистинските ремек дела. சித்தார்த், அழாதீங்க சித்தார்த். நீங்க அழறத நான் பார்க்க கூடாது. சரிங்க? நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே நான் சாகணும் சித்தார்த். இல்ல மக, நீ சாக கூடாது. உன்னை நான் சாக விட மாட்டேன். இங்க பாரு. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер уште еднаш, добре дојдевте уште еднаш и сега ве поканувам да почнеме со муабетите. Доцна навечер пред заспивање. Кој, кому, што и како. Немам што повеќе да додадам или да одземам, а еве додека ги вклучиме првите гледачи, да видиме. Османи, последната изјава што ја објавува Факсес, вели: Ахмети нема да оди кај Иванов, реформската влада ќе има без разлика кој ќе биде неговиот одговор. Значи, што вели Османи? Османи, значи, дури и да не им го даде мандатот, они ќе направат влада и ќе функционираат. Дечки, game over. Нема устав. Значи, тоа е одлука каква што е. После ова, знаете, не е проблем што они ќе прават влада. Проблем е кој ќе се направат преседаните во законот, за тоа зборам. Ме разбирате? Еве, например, како да ви кажем сега. Совет за радиодифузија и ние као телевизија. Сега, ако имаш ти исти однос спрема сите и за иста работа сите ги осудуваш, тогаш можеш да ги спроведаш законите сите исто да работат.
Ако се, например, дозволи во една емисија некој да се соблече гол и да земе да коле и да не биде казнет, сега карикирам, така, снајпер у чело, па до болница правите муавет и го снимаш сведото. Зборам, еднаш преседан која ќе направиш во медиум, после тој стално ќе се повикува. Значи, мора да биде еднакво за сите. Дали ме разбирате? Еве, сега ја од мој аспект го кажувам. Или не знам, нешто слично. Во сообраќај полицаецот за исти прекршок еден му дозволува, на друг еден го казнува, друг го пушта. Така? И после имаме калакурница во сообраќајот. Тоа е тоа преседанот кој ќе се случи. Да, во моментот тоа ќе биде супер на оние што сакаат тоа. Абе лесно, дај сега ние ова да го направиме, после лесно. Не, нема да биде после лесно. Но, добро, тоа е моето скромно мислење дека законот мора да биде ригиден и изричит за сите и за сите исто да важи, затоа што утре секогаш се знае, секогаш се знае дека еден ден ќе дојде до смена на власт. Ама ако се направат преседани, тогаш многу, многу лошо. Врз што ќе се... Затоа што, знаете што? Утре кога некој ќе те осуди заради такво нешто, ќе му го извадиш тој доказ на суд и ќе кажеш, врз основа, за исти ваков случај, во иста ситуација, во иста конотација, тој беше ослободен, барам и јас да бидам ослободен. Верувајте, кај законот поминува тоа. Еднаш кој ќе се направи, тоа е тоа. Мирка е во право, во моментов ние сме во жива анархија. Секој си прави шо сака и како сака. Господ нека ни е на помош. Но, отворени се телефоните. Добро вечер, повелете во програма сте. Префрлиме ваму, врат ме боли више. Така, убаво да се гледаме вака тет-а-тет. Дали имаме гледачи на линија, ќе го дадеш... Чекај се малце. Телефоните прво да ги видиме, па да се уклучат. Ве молам, мојот колега не е... Ве замолувам за трпение. Сега се надевам дека нешто ќе ми објави по звучник. Дали имаме некој на линија? Режија? Не знам дека имаме, само вред. Ало. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Иди помогни му. Ало. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, уште еднаш, ајде потрето. Да, Јанко. Да. Господине Јанко. Господине гледач. Би сакал нешто да... Да, јас се јавувам ете. Добро вечер, господине. Би сакал нешто да ти кажам вака, како остар човек сум. Ја за оваа ситуација во Македонија, ќе речеш, го обвинувам раководството на ВМРО. Немој да мислиш, ја знаем дека ВМРО беше добар, меѓутоа некако се расипа во крајно време, така што тоа што го кажувате дека победник со победник, тоа не требаше да важи, па и не важише, немаја некоја венчаница меѓу себе, некој венчание, меѓутоа тука највише сгрешил. Груевски, тоест ВМРО, највише тука сгрешил. Не мораше тоа да биде. Сега, Јанко, ја имам голем респект према тебе. Вака, Рижија, спушти го малце. Ја ве замолувам, за приватен муавет, спремен сум, утре викнете ме на кафе, ке си тераме. Значи, ве отварам да им зборите на луѓето. Немојте да ме вовлекувате. Значи, ја сакам да останам ограден од вашите ставови. Дали се про-марсовци, зелени или така натаму. А ако имате проблем со моите ставови и мислења, ве молам напишете колумна. Значи, ве молам за вашиот дискурс со најдлабок респект. Не е ова приватен разговор помеѓу вие и мене. Значи, ви давам, се обраќате
на вашите пријатели, колеги, на македонскиот народ. Не ми се обраќај мене, затоа што ја не морам ни тука да бидам. Тука може да биде, шолјава. Се разбираме? Режија, ај прашај го дали се согласува со условите гледачот. Овие двајца дур се разбира се. Океј, ајде, врати го. Ајде, повелете, искажете се, ве слушаме. Би сакал нешто друго да кажем. Океј, повелете. Нас не запоставивте. Да. Нас не запоставивте ромите. Нас не запоставивте начисто. И тоа казната стигна, казната тука е. Не знам колку ќе ме разбереш, ама ова е тоа. Ако јас сум те запоставил, ја длабоко ти се... Сакам да кажем и тоа. Ако јас сум те... Не са само роми во шутка, него роми постојат из цела Македонија и на секое место. Океј, извини ако сум те запоставил. Ја сакам да кажем тоа. Дали, Јанко, јас сум те запоставил? Бар очекуваме, да. Да. Јас сум те запоставил. Извини што сум те запоставил. Јанко, не кажем за вас. Не за мене. Извини, погрешно те разбрав. Thank you very much. Продолжи, да, добро. Значи, запоставени се ромите во Македонија. Добро. Заборавени се. Целиот народ во Македонија е промешан. Промешан и требаше да има, да постои една граѓанска правда, а не селективна. Тука е грешката на владата во заминување. Тука е грешката. Тука лега зајакот. Ме разбираш, не знам ја како да се изјаснам, меѓутоа, ете, тоа е доволно и биде поздравен. Ја благодарам за јавувањето, а ние веднаш одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. И на културниот ром, а сепак запоставен, ќе кажам дека не се запоставени, дека и тие се почитуваат, дека има социјална помош за нив од 2-3 сорти, ако не една друга, ако не друга трета земаат, и живеат чисто, здраво, се перат, се бањат секој ден, а ние селаните, селјаците македонски, рилјаме како будали, рилјаме и не се плачеме од ништо. Еве, сега Заев ќе воведат двојазичност, ќе направат друго знаме, друга химна, ова, она, што себе и што не себе, се ќе направат. Ќе дајде не македонци во собранието, кај што еден камен нема донесено да го направат собранието, а сега ќе има знамења 100 сорти само македонски не во собранието. Сум кажувал дека, мислам, се сеќаваш сигурно, дека сум рекол, ќе дојде ден, ќе плаќате вие медиумите да зборувате македонски по медиумите. И еве полека веќе тоа доаѓа. На Никола Груевски 100 пати му реков, дај на 5 минути да се сетеме да поразговараме, пошто кога требаше во мојот круг, во мојата општина, јас направив да биде тоа координатор, а не Маријан Ѓорчев што беше. Ама еве, и тој запрчи очи, одеше лево, десно, секоја часно кажуваше, зборуваше, работеше, ама му најдоа мана, некој што му најдоа, како му најдоа, милиарди, милиони. Еве, полека, дали Европа, дали нашите, дали Африка, пошто ова што е сега се случува, не е од Тирана, ова од Лондон, ова е од Берлин, ова е од Брисел, од Саудиска Арабија, од Катар, Матар, тамо од Турција. Имаш уште една минута. Полека се спремало. Имаш уште една минута. Ало? Имаш уште една минута, ти истекува само да ти информирам. И сите пари што идат како добивка
Од шверц на катран, на дрога, на оружје, на бело робје, црно робје, органи, се плаќа нашите политичари, европските политичари, американските политичари, се плаќа, пошто Лондон е 70% мафијата на комшиите наши. Тие ја држат мафијата во Лондон 70%, и даваат по еден товар пари или злато секој ден кај ќе не замета. Затоа ово сега се случува и затоа ќе биде уште полошо. Благодарам за јавувањето. Тоа ви истекоа вашите 3 минути. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи. Благодарам. Јас сум многу револтиран поради оваа ситуација, Добро. али сепак мислам дека ќе се најде решение. Само мораме да истрпиме. Давам подршка за заедничка Македонија да истраат 67 дена, јас идам тамо заедно со нив. Сакам нешто да кажам во врска со немилиот настан што се деси. Вака, значи, треба да се најдат некои правници, да се земат снимките од безбедносните камери во Републичкото собрание, затоа што тоа тамо снима цело време. Значи, тие камери има тамо евиденција секаква. И во тие камери, во тој центарот, има снимено и настанот како се одвиваше изборот на Талат Џафери. Значи, го има тамо снимано од А до Ш. Веднаш Чавков да ги земе тие снимки да не се уништат. Мислам дека Чавков е избркан од работа, ако не се лажам. Не, добро. Значи, сакам да кажам дека знаат и граѓаните. Значи, Чавков одлично си ја вршеше работата, ама мислам дека го елиминира. Не сум сигурен сега. Не може да го елиминираат, владата треба да го назначи, владата треба да го разреши. Значи, тоа е дезинформација. Они може што сака да прават, владата го назначи Чавков, владата може да го разреши. Так. Да завршам само ако може. Да, ве молам. Значи, да се земат снимките и тамо многу се гледа колку биле присутни, кој гласал, колку гласале, све да се преснема и да се прати во Брисел, да видат дека е нерегуларен изборот на Талат Џафери. Тамо многу стои. И тамо ќе се види дека е прекршен и уставот, и деловникот, и дека нема доволно 61 пратеник, тамо ги има све. Веднаш да се земат тие снимки, додека не се преснимат, исечат, скратат и уништат. Господине, вие искрено ли верувате дека 2 минути после тој настан, Американската амбасада паралелно рече видовме сами со доказ, со сведоци од новинари, со видео снимки дека е легитимен изборот. И сите европски институции го признаа тоа. Дали ја читате денеска колумната на Дженсон Михо? Ама Джейсон Михо е Значи, пријател на добро. Македонија, ама не битен, не му тежи гласот. Ме разбирате? Има после сите облаци има сонце. Не треба да губиме нада, мораме да се бориме. Апсолутно се согласувам. Мораме да се бориме. Мораме тоа да го имплементираме во сите европски држави. Имаме ние некои наши подржувачи тамо и во Брисел и во Америка. Нека покажат доблест, нека не подржат, да им ги уочиме тие факти дека е прекршен и деловникот и уставот и све комплет. И да не дозволиме да се формира влада. Значи, да се стопира тоа. А сепак, значи, проблемот, знам кој може да го реши. Кој? Проблемот може да го решат пратениците од СДС. Јас знам дека во првиот ешалон на СДС од 20 пратеници, тоа се све криминалци кои се профитери. Од Заев, Шекеринска, Шилегов и првите 10 луѓе. Другите све се луѓе од кои што зимат 1000 евра плата и ги слушат нив. Тие луѓе, ако има се уште македонци, ја ги повикувам да се повлечат, да остават мандатот, да ја спасат Македонија и да се тргнат барем 10-15 пратеници. Не мора да отидат у ВМРО. Нека бидат самостални и не да се формира влада, да се може да се дојде на предвремени, локални и парламентарни и да се реши ситуација. Само они може да решат. Ако се уште и мислат добро на Македонија,
Тие 20 пратеници што се уз дното, што само извршуваат и дигат раце, ако имат уште мајчинско и ја сакат татковината, нека се повлечат, веднаш ги замолувам, затоа што да не биде касно. Благодарам за јавувањето, интересно. Со овие неколку тези, доста интересно. Благодарам за јавувањето, а ние веднаш одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи, овие 2-3 години Македонија е силована. Силована е економски, силована е политички. Падната е на колена. Некој не му одговараше Македонија да е јака, да оди напред, да има GDP 6 до 7%. Тоа и Груевски и другите требаше да го предвидат. Да го предвидат, али многу зелени испаднаја. Не требаше да има ни пржино 1, ни пржино 2, ни предвремени избори. И место ние да шетаме са како будали таму по 15-20 хиляди, нека шетаат другите. Кој бе Груевски да дава предвремени избори? Тој го ги праша тие 6.000 народ што гласаја за него 14 година? Ете, Груевски си го... Добро. Ги праша. Ама, окей, разбирам. Не ги праша, Груевски е крив. Добро, Груевски е крив и си го јаде стапот. Имаме предателски избори во Америка. Да направиме на компарација. Со таа Џафери што првиот ден го стави знамето. Не дека го стави знамето, тоа ние во Битола викаме курчење, Јанко. Ако мате се извинувам за вокабуларо. Еве сега, например, имаше во Америка избор за председател на Америка меѓу Трамп и Хилари, каде што од Републиканската партија на Трамп Круз, кој е гувернер на Калифорнија, му беше јак конкурент. И дури Круз беше можеш да победи. На неговата ингурација ќе се свиреше мексиканското знаме, тој е мексиканец од родители. Ќе се свиреше мексиканската химна. Тоа е, Јанко, тоа е само во сферата на... Значи, јас еднаш ти кажам во твојата емисија. 16 нека има албанци министри. И премиер нека биде. И председател. Ама тие да го сакат тоа, бе, Јанко. Да ја сејат од Македонија. Да ја сеќат како своја. Ние знаеме дека сме два света. Ние знаеме дека се нешиме. Ама не се мрзиме. Да не се мрзиме. Значи, многу некој популистски кажува, ние се албанци живееме. Не живееме, бе, Јанко. Абе, ли ти кажвам. Ама јас не го мрзам албанецо. Тој зашто ме мрзи, не знам. Јас албанецо не го истера во Турција. Јас албанецо не му ги рушев зидовите. Ова партија. На албанецо не му ги менав имињата. Некој му ги праеше. И се тој, со неговите корени, тикви сади. Се знаеме со кој. Комунистичка партија на Југославија, начело со Кулишевски и така натаму, преку Маникерово Бело Дугаро Тито. И сега што? Јас од денеска, ако Груевскиот не излезе 300.000 народ, треба да се извади, да се оди во Нелиндеска, да се вземи власта во своји раце да биде премиер со сите министри. Дуи ако сакат може да бидат, ако не, може други министри. Значи, јас не признавам, ови избори јас не ги признавам. Не ги признават мислите тие таму што одат. И што правиме сега? Што правиме сега? Па нека сетат други 50-60 хиляди. И по другите градови. Како што шетаа червените. Нека се врати назад до 2018 година, нека има редовни избори. Значи, 2018 година има редовни избори, па ако јас му пожелувам заед да теба 70-0. Искрено, Зоран Заев, ти пожелувам 70-0. Докториш имаш време да направиш економска програма, во твојата Струмица да отвориш 50 фабрики, во твојот центар да отвориш 40 фабрики, во твојот Куманово да отвориш 30 фабрики и докажем на Груевски да си поарен. Докажем му, молим те. Ама немој со удбашки работи, со финти, со 300 марифетлуци, власта не се добива. И се овој народ кој го сметат за багера, овие со средните куќи на Геровски и Причковски се,
Па таму има луѓе 90 години, бе, Јанко, со стапови, со се. Оди женичката. Таа вика, сликата птицу ја чувам дома. Јас вика за СДС гласав. Ова ти се колнам, Јанко. Ти се колнам, затоа што јас 3 пара кондори скинав. И сега некој да речува дека е багра, дека сме ситна и крупна стока. Или влако не му фали. И на Керовски, и на Тичковски, а бе кажува нас селмани, бидејќи вчера ви беше дена на новинарите, дека нема слобода во медиумите. Уште го зборат... Кебелс телевизии, бе, кажувам. Уште зборат дека нема... И Телма. Кој, например... Океј, Илија, ај заврши го Муаветов. Добра, океј, нека е работава. Јако сум потресен, не сум потресен по ова многу. И потресен сум. Јас сум потресен што Македонија изгуби 2-3 милиарди евра, Јанко, од штетите што се случија во лозарството, во праските, која почнав Македонија ми се стемна. Болен сум 3 дена на диазепами. Оти кој ќе има во на куќа, не слога, како се случи ова сега со удушки работи. Се случија библиски поплави во Стајковци, се случија са библиски мразеви, земја се дојде. Јанко, тоа така Господ бара. Како се прештајќи ти дава. Благодарам за простор што ми го стапи. Одиме со следниот гледач веднаш. Ало. Добро вечер, повелете. Жално, Јанко, жално. Живееме во мислам, како се вика тоа, виртуална реалност, нешто што некој ни го скенира од надвор и као не прави да не знаеме ништо, као да не сме свесни што ни прават, што ни мислат. Значи, едноставно Македонија просто ја чувствам како да е присилена, како силувана, уништена и демократијата и ништо, значи само што им одговара мнозинството, а кое мнозинство они го поддржуваат, речеме Западот, тоа мнозинство ними кој им одговара, ме разбираш? Значи го бркаат македонскиот народ, оние кои се представници на македонскиот народ, и остануваат надворешните и внатрешните непријатели, домашните предавници и надворешните, да речем, окупатори кои сакаат да окупират Македонија, затоа што де факто Македонија ја чувствувам како окупирана сега, значи не живеам јас во слободна Македонија. А Зоран Заев како дојде до ова ситуација, ја не знам, зборува едно, зборува друго. Зборува после се негира, тотално немам друг збор, дворска будала како Калигула, нема друг збор. Ви благодарам за јавувањето, ама мораме да го задржиме дискурсот на пристојност, тоа го бараат од мене сите структури за да може да продолжи емисијава. Иако понекогаш ги разбирам дека гледачите можат и да бидат гневни, но мораме да го задржиме пристојното ниво. Во ред? Во ред. Ја мислам дека гневот може да се канализира и на многу цивилизиран, интелигентен, интелектуален начин, а сето тоа да не биде без последици, не само по мене и по емисијата, ја и ќе преживам, ама има овдека и вработени кои така натаму и така натаму. Значи, се што ќе кажете има последици. Не е тоа само ваше јунаштво што ќе кажете. Затоа бидете внимателни, а мое да ви дозволам да говорите се, само да ја задржиме на пристојна, културна форма, онака како што ни е наложена по позитивните законски прописи во Македонија. Особено во овие времења, вниманието е многу фокусирано, ова емисија е со огромно влијание и гледаност, и јас како ретко кога морам цензорски да бидам настроен, да не ви дозволам во вашата слобода на говор употреба на зборови кои се надвор од оние пристојни законски норми за употреба во многу осетливо време сме. Кој ќе го разбере ова, ќе го разбере. Кој не го разбира, супер. Океј, фала ви на сите, но ние продолжуваме понатаму. Одиме со следниот гледач. Режија, ве молам, стиши го гледачот, дај му инструкции.
Дали знаеш што треба да му кажеш? Предпоставам дека знаеш зошто ти реков. Океј. Ке се разберат малку. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете. Би сакала да ми кажете да ми дозволи да говорам за две работи кои сметам дека се многу важни. Првата се однесува на председателот. Сметам дека сите треба да сме свесни дека после настаните од 27 дека председател треба да го чуваме како великденско јајце. Ете така да не му се случи да се сопне, па да добие некој потрес мозокот, па у болници, па таму да не може да го спасат. А да лета со авион? Или кола, некој инцидент да му се случи. Значи, што се однесува до нашиот председател, да си го чуваме како великденско јајце. Мандатот да си го истера до крај. Исто така со нетрпение очекувам, мислам дека и македонскиот народ го сака, председателот да најде начин и време да не успокои и јасно да ни каже со што го уценја, односно уплашија последниот посетител, дали со авиони од Авијано, дали дека ВМРО ќе укинат и прогласат за терористичка, дали ние луѓето сме сите терористи, па ќе не соберат у некој логор. Едноставно не интересира причината. Мислам дека сите ги интересира тоа и околу тоа би ставила точка. Едноставно председателот да си го чуваме, зашто тоа е тоа. За сега тоа е најважно. Добро, втората работа? Кој би го кажала, нема да замерам ако ме прекинете, не водам сметка за монтажата, е да ви го честитам денот на новинарите, кој беше вчера, и во врска со тоа, бидејќи сите знаеме која е моќта на медиумите, вам кој ќе ви кажам, и сите што ме слушаат, мислам дека евно ќе ме разберете. Во врска со настаните околу 27 се случи една приказка во која се манипулира со такви зборови што малтене, што да ви кажам, јас не ги разбирам. Тука имаше терористи, па имаше вакви криминалци, па не знам какви. Да се разведеме. Значи, никој од нас не за насилство, контролата едноставно не можеше да се издржи веќе под окупација, тоа го знаеме, барем тие што така го чувствуваат. Ние веќе се окупирани и еве две албански, не едно знамето албанско, туку две албански знамиња се наоѓаат во кабинетот на насилно избраниот, ќе видиме дали ќе обстане тоа или не, или ќе видиме како тој пат ќе не одведе. Не и се да се врата пак на ова првичното. Сакам да речам дека во собранието се случи тепачка. Тоа е правиот збор. Тоа се вика тепачка, Јанко. Потоа, само забрзајте малку. Тепачка имаше еден човек кој беше истепан со навистина такви последици, како што гледаме и му посакувам оздравување брзо. Таму имаше губење за коса, ја не знам од кога губењето за коса станало такво насилство, тоа невидено и така натаму и така натаму. И да не објаснувам, мислам дека ме разбирате, сакам да обрнам внимание на терминологијата. Знаете што е шокантно во целата ситуација? Што утрета скубаната особа за која сметав дека ќе се опоравува, ќе се чувствува непријатно и сето тоа, затоа што поаѓам од себе, излезе на 24-ка и продолжи со истиот вокабулар, истото темпо, истото дразнење и така натаму, и така натаму, така натаму. Сакам да речам, бидејќи сигурна сум дека не слушаат само оние што мислат како Миран, туку и другите. Додека не ја кренат рачната, додека со нешто не покажат дека не разбираат што им зборуваме, затоа што им зборуваме на истиот мајчин јазик, не ќе ја биде. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. А ние одиме веднаш со следниот
гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Вака у принцип, значи одма ќе кажам дека нема лош народ, има лоши водачи и многу сум против политичари кои се криминалци и лажговци. Се знаеше дека револтот пукна у собрание која се извадија пиштолите и се вперија во народот. Се знае кој ги извади пиштолите, кој нареди да се пука, се повреди една дете од тоа пукање, после нормално човек има право да се брани. Јас утре ќе одам и да ги поддржам да се ослободат пред јавното обвинителство сите тие се за мене патриоти што влегува од срце влегуваат, ама не влегуваат математика, во собранието влегуваат патриотски причини. Ќе поддржам и за заедничка Македонија, ќе одим уште 6000 дена ако треба, за да поддржиме Македонија, за да нема политичари, криминалци и лажговци. Има еден политичар кој за време на војната 2001 на 28 април е кидна од касарната, беше командант, плюс украде 5000 марки тоа време, а на 29 април се случи Вејц. Мислам, крадење и лажење, пуси и убиство. Не е битно, окей. А и тоа ќе го забораваме. Ама не се заборава. Втора работа е, Никола Груевски рече ќе му го даде мандатот на Зоран Заев ако се откаже од платформата. Ја не се согласувам. Јас гласав за ВМРО ДПМН да биде на власт, а не да биде СДСМ на власт. Зашо гласав јас за ВМРО ДПМН да му го дава мандатот на СДСМ на Никола Груевски. Значи ја не се согласувам со тоа. Јас еве сега за тоа пак ќе се собираме, пак ќе идеме да протестираме и ќе бидеме како рече председателот, не го примам овој кинезот, подсекретар на секретарот на помошникот секретар. Таму со овој нашиот Белиов дека не ли рече дека нема да го прими. Зашто го прими? Под закана ли, под уцена ли, од што е? Ако некој е под закана и уцена и нека каже, или ако некој е нечист, нека излезе и каже дека е некој уценет. А не ќеме да страдаме ние цел македонски народ, зашто да бидеме заложници на било кој. Ние ќе протестираме и ние ќе победиме за заедничка Македонија. Значи, од политичари, криминалци и лажговци не ни можат ништо. Све ќе излезе на видео. И криминалот, и лажговците од сите партии, и од сите вери, и од сите нации. Значи, што не манипулираат и лажат. А ние тамо се браневме во парламентот. Нас не испровоцираа, отидовме да се браниме, значи ни сме насилници, ни сме убици, ни сме тепачи. Тие беа тепачите што ја запалија парламент, ова председателската канцеларија на Ѓорѓе Иванов, што го истепаа Тодор Петров и се уште е на слобода. Тие што го истепаа Тодор Петров слобода, види го, шериф, значи сака да каже дека ќе пука у народ. Око не му трепнува, зашто? Дека си ја сака својата држава. За да се гребе кај својот будучи премиер. Благодарам за јавувањата, лека ноќ и пријатно. Целта ми беше да покажам дека не знам ни кој е, ни што е, ни чиф е ликов, едноставно да беше извадено оружје во парламентот. Секако барам истрагата да докаже зошто, кој и како и во какви услови. Дали е прво дозволено да носи оружје, не знам кој, не ги знам правилата. Но ова се прашања кои ние како граѓани треба да ги поставиме за наше добро, за да не ни се повторуваат преседани. А Македонија е се, само правило не. Нема устав, нема закони, нема ништо. За некои се глумат престрого, за некои и како викаат, како ја чувствуваат многумина од вас. За некого мајка, за некого маќја. Не е фер. Не е фер. Мислам дека е време да одиме со вториот блок реклами. Режија? Може. Океј, втор блок реклами, веднаш потоа продолжуваме со вашите јавувања.
Пуштај! Драги мои, тука сме во студио. Отворени се телефоните за вашите јавувања. А јас малце на джогирање, 2 круга околу стадионот да свртам, затоа што оваа кршна снага мора да се одржува. Не, ова само диета, ова е лепота и интелект нормално и 4 сати дневно у теретана. Ментално зборам. Океј, драги мои пријатели и пријателки, знаете, се обидувам во емисијата да не се однесувам строго talking head професионално, туку да се однесувам онака како што вие дома се однесувате. Бидејќи мислам дека ако тоа успеам, ако јас овој простор го чувствувам како дома, а го чувствувам, иако е професионално студио све и така надаму, ќе се обидам таквите позитивни чувства да ви ги пренесам и вас. И виз верса, вие послободно како на домашен свој, да ми се обратите мене, ете како мене, во суштина, сепак мора да имате одговорност. Дека ова најгледана емисија, дека огромен аудиториум ве следи и вие се обраќате на народот. Не е тука Јанко дали е паметен или глуп, дали ќе ве разбере или нема да ве разбере. Вие тоа што сте го кажале никогаш не останало без трага. Си ја имате одговорноста, а ја имам благодарноста, што ме направивте да ви бидам ваш слуга. Слуга да бидеш на македонски народ, па за мене е, мислам, врв во мојот живот. Врв во мојот живот. Секако, најголемиот врв ми е да сум слуга Божи. Секако, а вие како народ Божи, да ви служам и вас. Мислам дека тоа е една прекрасна синергија. Тоа е, знаете, имате во православието, со атеисти која се расправам и вика во еден момент, не е фер, вика, жената е запоставена. Зошто? Па вика таму на едно место, вика, мажот е главата на куќата, а жената му е покорна. Точно. Па тоа, вика, не е во ред во модерниве денешни времиња. Да, викам, ако не допрочиташ понатаму што пише. Значи, двоглаво животно е шизофрено. Не може да е нормално. Вие ако ги изедначите во односите, мажот и жената потполно исто. Не. Двоглаво животно, тоа не е попаметно. Тоа е само фрик шоу. И сега, поставена е хиерархија. Мажот е главата на семејството, жената му е покорна. Но, ова може да важи само ако го прочитате и вториот дел, во кој вика мажот ќе ја возлюби својата жена повеќе од себе си. Сега, само малце ментално замислете си го тој однос. Имаш господар, да речеме, нели грдо звучи, и имаш она која му е покорна. Ама тој, иако е господар, ја сака повеќе од себе си. Замислете, тој господар како ќе владее со некого кој го сака повеќе од себе си, која па он покорност, понизност нема да дозволи во нивниот љубовен однос. Слушајте, тоа е перпетум мобиле на бесконечност. Не можеш да му го фатиш крајот. Таков е и односот на човек со Бога. Да, јас сум покорен, имам страв од Бога, а Бог толку ме сака да се отелотворил, погинал за мене. И сега, чекај се, од кого да се плашам? Од овој што дошол, што рекол, Јане, знам што човек си, ворете. Ми ги знае сите гревови. Вика, ја ќе страдам за тебе. Ја ќе лежам. Мене нека ме разапнат. Дечки, кога е безусловна љубов и кога ќе се постават хиерархиите врз основа на љубов и на почит, не можеш да збориш само онаа празна фраза феминистичка или не знам шовинистичка. Мажот газда у куќа, селјачиште некое надмено, кое ја малтретира, или од друга страна феминисткиве кои идат во друга крајност. И двете се крајности ужасни. Само овој однос. Она го сака и му е покорна, он е глава на семејството,
ама ја сака повеќе од себе си. Значи, неговата љубов треба да е поголема и посилна од низината љубов спрема него. А она му е покорна. Замислете, некого да сакаш да ти му паднеш на колена. А тој да те сака повеќе од што себе си он се сака и ти го сакаш него. Тоа е што православието го сака во нас. И сега некому му е млатење празна слама. Знаеш, некако кога идеш на литургија, знаеш, први нона, амин, алелуја, ништо не слушаш, појма немаш. Седиш као теле, што се да појма не. После некое време ти се отвараат очите. Почнеш да ја капираш целата работа. Почнеш да ја капираш целата суштина. Знаеш, љубовта, не е баш така. И тоа е едно чувство кое, знаеш, те издига. И затоа се повеќе како стареам и се надевам дека до крај на животот ќе успеам да ги разберам нашите свети отци, како во најтешки мигови, ги палеле, ги гореле, убивале народ, биле сведоци, како им останало смирението. Дури просто у еден момент кога немаш предуховеност, викаш они биле луди. Ама силна им била верата. Ама што значи тоа збор силна им била верата? Ако ќе почувствуваш ти силата на љубовта, онда е game over, може да ти прават што сака. Така што види, има и варијанта Б. Или една е овој, другата е алкохол и диазепам. Па сега, Боже мој, кој каде ќе се најде. Но, има една убава работа, а јас 17-18 години јавно ја правам. А тоа е, да не ви се фолирам, ме знаете што сум, колку вредам и колку не вредам. И затоа отворено ви зборам и барам така да ми зборите. Ајде да го продолжиме разговорот уште малку вечерва. Добро вечер, дали имаме некој на линија? Добро вечер, дали се слушаме? Да. Повелете, во програма сте. Отворени се телефоните, ве слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Да, слушаме се. Првата точка што треба да ја кажам. Добро вечер. Владо, ти си крив. Па нели најлесно како е? Најнеправославно е, другиот е крив. Од Адам и Ева. Го скроз. Океј. Првата точка за улазот за парламентот. Полицијата, апелирам до полицијата, никоја команда да не ја слушат. У никој случај. Полиција како полиција на државата. Треба у парламентот да ги фрлеше они. Нема застап. Сега, полицијата не треба да ги дозволи на никој. Оти, полицијата не знае и не се свесни оние полицајци што има 20.000 шиптари што треба да улегнат да исилуват жени и деца утре. Исклучи го, бе! Режија, дали слушате, пак имате проблем. Говор на омраза не смеете. Ја не можам да ја сносам, немам копче овде. Дали сте... Јас се извинувам, се оградувам, говор на омраза не смеам да дозволам. Продолжуваме понатаму. Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, Јанко. Сега околу овие собранието, овие луѓето што протестираат, јас многу ги подржувам. Кога би можела, и ја би било секој ден надвор, не да гледам од дома што се случува, меѓутоа е така, не можам така да дома сум, али секако ги пратам и ги подржувам. Не ми е јасно што народ ке бевме ние, македонците мислам, толку многу омраза за глупости, за ништо влегле у парламент. Па тие затоа се 65 дена надвор, затоа што заради тиранската платформа. Значи,
Они рекоа дека ќе се спротивставиме. Сега, само да знаете што се зборува по другите ТВ куќи. Преска слушам на 24. Ѓоргиевски, Лјупчев, Гостин, Османи, Гостин... Не ве разбрав, се извинувам. Не ве разбрав. Малце поразговетно, ако не можете погласно, барем слушалката поблиску и повторете што кажавте да ве чујам, да? Мислам, преска слушав на 24, сега ме слушате? Да, ве слушам, значи што кажале? Кажете јасно. Така. Гости беа Лјупчо Ѓоргиевски, Бујар Османи. Добро, не е важно тоа. И што е кажано? Како можеше сите да зборат против луѓето што влегува во парламент? Тие се убийци, тие се терористи, тие влегува за убиство да извршат, тие ова го направија, тоа го направија. Не ми се верува што се изнакажа за луѓето што влегува. Прво и прво. Терористи не може никој да биде од протестантите. Таму има и елита и сите други луѓе, да ги кажам. Као мене, као вас, као Трет, Пет и така натака. Сега требало, тој не може да се суди како ова толпа, народна толпа. Тоа не било ништо. Него треба да се фати и тој убаво да се отлежи затвор. Пазите. Сега правам некоја паралел. Добро, да не ја раскажуваме емисијата на друго. Не, добро. Што сакате да кажете, оти 12 сат веќе не фаќа, да разбереме. Слушам точно 20 минути. Само што ова да кажам. Не, кажете слободно, ама да разбереме за што зборите. Убаво. Да, Јанко, да. Сега паралела правам ја сама себе. Албанците се борат за секој нивни човек што е во затвор да го извадат. А нашите македонци, политичари, се борат ако можат што повеќе наши луѓе да бутнат у затвор. Тоа е страшна работа. Само да се дојде на власт, само да се зборува 300 работи. Не скара заеви со комшиите и не знам, слушавте на вести со Вучич, со Дачич, со така натака, со грците бе бранат, овие не напаѓаат нашиве. Како можат таква работа да направат, децата да ги осудуваат? Не ми се верува. Значи, сваким час на албанците. Си ги бранат сите албанци, ги знаат, не ги знаат. И тие што се у затвор што убивале полицајци, и тие од Куманово, и тие да си ги извадат од затвор. И тоа тие беа терористи. А нашите деца, нашите политичари, како да ги бутнат нашите? Има многу да се каже, меѓутоа стварно е касно. Не, поентата ви ја разбравме, ви благодарам за јавувањето, лека ноќи и пријатно. Точно. Јас им честитам на албанците, си ставија свој спикер, си постигнаа што сакаат и се борат за своите. И да е последен убица и криминалец се борат и ќе го ослободат. И ќе им успее тоа. Ние не. Македонскиот дел од пеколот е едно мирно и тивко место на казани кој клокотот преполни со луѓе, од чиј казан никој не може да излезе и ниеден демон не го чува, затоа што сами се повлекуваат еден на друг назад, никој да не излезе. Тоа е виц, стар, постар од мене, ама приказна и слика за нас. А да не го и цитирам Гоце Делчев, да не ги цитирам и комитите, да не ги цитирам востаниците, да не ги цитирам луѓе кои векови наназад, токму тоа го говорат. Не познавам народ кој повеќе бил предаван од своите. Одиме со следниот гледач. Ништо ново. Добро вечер. Граѓанин од Скопје, граѓанка. Ме интересира едно прашање прво на кој трошок отиде новиот председател на собрание надвор од Македонија? На твој. И кој му дозволи? Дали со авионот на влада, дали на собрание, дали има приватен авион? И не знам овој народ до кога ќе биде зашеметуван со пуно работи. Второ, министерот за надворешни работи за МВР, МВР, и докажа како се работи. Доека нашите деца ги тепаа на кале и заменикот министер му ги отвори лисиците на
еден од господините што тепаше тамо и со оружје и со све, не беше ни казнет, не беше ни тргнат од работа, ни ништо. Нашите сите чутеа. Денешниот министер и покажа како се работи. И оваа Македонија мислам дека време е народот да си приземе заедно со председателот во свој раце и тоа се ние од играчки од партиите. Партиите видовме 20 години што направија. Македонија не е фабрика само за печавање пари. Доволно се знаеме во Македонија, и за ниеден попис не се изброивме, не знаеме точно уште колку сме, али партиите на сите изслужеа само да станат милиардери. Без разлика дали е ВМРО ДПМН, дали е ВМРО на Ѓупчо, дали е ВМРО на било кој, дали е СДС, дали на Бучко, и тука завршувам, сите станаа мултимилиардери, додека народот дојде до простијачки сад и ни се случува ова денес што ни се случува. Комитите ги правеа хулигани, децава што влегоа да си ја бранат државата, исто нашите ги ја прават хулигани, али мислам дека хулиганите се уште не се излезени на улица. Хулиганите седат таму и се кријат за целова. Не знам кој му дозволи денеска на назначен председател на собрание да патува со службен авион. Мислам, не ми е јасно, а ние се палиме на едно знаменце или било што. Чекај да видиме под која химна ќе стане и утре ќе даде заклетва дека ќе се бори за оваа држава и ќе носи закони. Благодарам за јавување. Народот во Македонија го сочува мирот. Дојде до едно, јас мислам со малце повогодни, дојде до едно дередже да младите си го бараа чарето надвор од Македонија, али требаше да останат овде прво да направат еден добар синдикат, зашто Муратовски добро се напатира, си отиде, после неговој Живко, па да не зборам за тие другите унија, и да не зборам понатака. И не знам зашто председателот на собранието, новиот, не назначен уште, не ми јасно со што отпатува надвор. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со уште едно јавување и тоа ќе биде крај за денеска поради времето, секако. Бидејќи бевте прилично рационални и инспиративни, и оваа емисија вечерва, вашите јавувања овеко вечерми ќе ја ставам на YouTube за сведоштво што народот говорел и како размислувал. Тоа ретко го правам, обично само гости ставам, но очигледно дека во последно време, како никогаш до сега, народот покажува висока свест и духовна, и граѓанска, и интелектуална, и ова заслужува да остане како сведоштво. Добро вечер за последниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Неколку прашања во врска со овие настани кои сега се случуваат во нашава држава. Почнувајќи од процесите, од влагањето во парламент. Не е ли срамота пратениците на ВМРО да ги наместат луѓето да влезат во парламент, а тие да седат, тамо да стојат, додека овој го прогласуваат за председател на парламент, додека дигаат раце, додека си гласаат. Иначе народот требаше ли да реагира, додека пратениците на ВМРО, кои сега нигдека ги нема, овие неколку дени народ се прашува што се случува. Дати ше пред бура или се спрема нешто? Зашто ова вака нема да биде и вака нема да заврши. Само срамота е луѓето, луѓето кои се патриоти, влегоа во парламент, никого да не убија, никого да не го истепаат, само да покаже дека македонеците тука, дека народот е тука, а овие што 10 години гласаме за нив, ги нема нигде. И стоја тамо немо, гледајќи пред нивни очи, како им се избира квази председател. Без никаква реакција. Тоа е револтот кој беше.
на граѓаните. Колку наши сега ќе лежат во затвор, во притвор, ќе ги прогонуваат. За што? За кого? Револуцијата ги јаде своите деца на ваков начин? Тоа е срамота. Срамота е за пратениците од ВМРО, не за членството, за пратениците од ВМРО. Каде ќе седне господинот Трајко Бељановски утре или задутре кога ќе дојде во парламент? Кога ќе влезе? На кое столче ќе седне? Кај Талат? Ќе му рече стани, ти не си, јас сум? На кој начин? Кој е ова перфидна игра? Што е ова заплашување? Ова е страшно нешто. Чекаме да во службен вестник да се објави. Што да објавиме во службен вестник? Квази председател? Колко да чекаме? Значи, каде се пратенициве? Каде е Груевски? Каде е Емил Димитриев? Тој е премиер званичен на Македонија уште. Емил Димитриев каде е? Да излезе сообщение. Да излезе председателот на ВМРО. Значи, Николче да искочи да каже, браќа македонски, ние работиме на тоа по уставен пат, по правен пат, да дојдеме до некое народа само гледаме здружена опозиција. Овие двајца што тамо се борат да го донесат народот да биде пред парламент и пред влада, а никој од овие официјални кои 10 години ќе одираат во гради Мие, ништо од нив. Добро, ја ви благодарам за јавувањето, бевте јасни и концизни, се повторувате веќе во тезите, инаку ве разбравме што ви беше поентата. Но тука и крајот на денешното издание. Драги мои пријатели и пријателки, благодарам за вашето внимание. Едно кратко сообштение. Уште се прави, бидејќи не правам стриминг на Facebook, не од дома и од тука и така натаму и објаснив што е работата. Па сега си тераат филмови, Јанко нема пари, па ова, па она, па сум отишел, па укината емисијата и така натаму. Дегутантно е мише да се објаснувам околу целата тема. Штом ќе се создадат услови повторно да правам лайв стриминг на емисијата, тоа ќе го направам. И тоа го правам јас лично, бидејќи другите телевизии и другите емисии си го прават нивните медиумски куќи. Не можете да барате нешто јас лично кога не може тоа. Ако имате проблем и го сакате тоа, обратете се на некој друг. Ја ви благодарам за поддршката. Вашата поддршка може да биде морална, етичка и материјална. Моите ингеренции овдека почнуваат и завршуваат со добро вечер и со пријатно. Ова е моја емисија и нејзино име, јас сум ми го дал. Ама, телевизијава и сето друго и целата инфраструктура не се мој. Не ги располагам. Така што, јас сум благодарен на Сител 3 што ми овозможува, не сум ни вработен тука, а вие, пред да донесувате, во суштина, знаете што, мене ми е криво што вие што сте верни гледачи, ветрујат со некакви дезинформации во врска со мене, вака или онака. Што има, јас веднаш ви кажам, кај мене барем нема. Се сеќавате кога ме немаше недела ден? Паметите дека првата вечер и ви излегов и ви го покажав. Луѓе, само што потпишав нов договор со Сител телевизија. Има технички проблем. Не ќевте да поверувате. Сакавте парно ви беше да ви бидат и филмови и све. Пријатели мои, спонзори мои не ми верува. На крај дигнав раце. Така што уживајте, бидејќи кај нас, освен кod дошлакот, и оговаранцијата е омилен спорт. 2-3 дена и ќе помине никому нешто. Game over. Така што не вреди. Стварно не вреди. Но вредите вие, што сте редовно тука со мене и што цените дека ова е сепак навистина труд, вложен, ама со искрено и со љубов, токму заради вас. Благодарам за возвратната поддршка. Лека ноќ и пријатно.